Денеска во работна посета на општина Виница престојуваше заменик министерот за труд и социјална политика Енвер Хусеин, кој заедно со градоначалникот Миле Петков го посетија дневниот центар во Виница. При тоа двајцата можеа да се уверат во функционалноста на реализираните проекти, кои меѓу другото располагаат со високо квалитетна опрема, која е во целосна функција на корисниците во центарот. Заблагодарувајќи се за поддршката за реализираниот проект, градоначалникот Миле Петков меѓу другото истакна. Во рамките на овој проект е извршено адаптација и уредување на просторот во дневниот центар од страна на општината и опремување на сезонната соба со опрема обезбедена од Министерството за труд и социјална политика. Во иднина планираме да извршиме опремување на сезонни соби и во основните училишта, затоа што во консултација со стручни лица е потребно и во основните училишта сезонна соба. Ние како општина од буџетот имаме предвидено средства за социјална заштита, за реализација на програмите и активностите на Сдруженијата на граѓани од областа на социјалната заштита. Така да за Сдруженијата на граѓани порака, мобилност и ластовица имаме предвидено средства во износ од 150.000 денари за реализација на нивната програма за 2022. Заменик министерот Хусеини истакна дека грижата за лица со посебни потреби високо котира во агендата на министерството, која и понатаму ќе продолжи да инвестира за што подобри услови во центрите. Како што покажавме изминатиот период, посветено работиме на унапредувањето на животниот стандард на лицата со попреченост. На владата и на Министерството за труд и социјална политика, овие лица се на високо место во нашата агенда. Преземаме мерки и активности, како што невозможното ќе ја претворат во можност и ќе обезбедат исполнување на целосниот потенцијал на лицата со попреченост. Чест и задоволство ми е денеска што присуствувам овде на промоцијата на сезонната соба во дневниот центар за лица со интелектуално и телесна попреченост во Виница, кое што сум сигурен дека ќе биде од исклучителна важност како за корисниците, така и за вработените овде во Виница. За поддршка и посетата на министерот благодарност изрази и веде директорката на оваа институција.